Во Македонија мора да има редовен и правилен скрининг за рак на дојка. Само на тој начин може навреме да се реагира и да се спаси човечки живот. Итна промена на здравствената политика во делот кога жените при самопреглед ќе откријат симптоми и треба веднаш да заминат на преглед. Околу 60% од новодијагностицираните пациенти се принудени да прават биопсија на приватно, објаснуваат од Сдруженијето Хема Онко. Ние треба да имаме скрининг програма. Во овој момент во Македонија официјална задолжителна скрининг програма не постои, тоа е навистина проблем. Ние веќе преговараме и веќе правиме напори да оваа скрининг програма стане облигаторна за сите граѓани кои што се од 40 до 69 години. Исто така да стане облигаторна и за матичните лекари, односно тие да ја водат грижата за своите пациентки. Се преговара со тимовите од радиологија да се изнајдат термини доволно. Има тука многу промени кои што треба да настанат. Да испратиме и порака до оние помлади жени и оние да ја подигнеме свеста, бидејќи здравствената култура во нашата држава е навистина на многу ниско ниво. Сите се плашат од прегледи, тоа мора да го смениме, мора да има една превенција. Од Сдруженијето објаснуваа дека голем напредок е што оваа година имало можност да се земе дел од терапијата во аптеките и веруваа дека нема да има доцнање на терапијата на клиниката за онкологија и радиотерапија. Доброто е што оваа година имавме некакви исчекори напред, кои што се исто така за поздрав, посебно за пациентките со рак на дојка, кои што оваа година успеа да најпосле ја добијат хормонската терапија достапна во нивните аптеки блиску до домовите. Успеавме да вклучиме во лекувањето и уште една група на пациенти, тоа се пациентите со трипл негатив канцер кои што имаат генетски зависен карцином. Овие пациентки кои што не се повеќе од 50-тина, исто така оваа година за прв пат добија терапија која што може да ја подигаат на клиниката за онкологија. Во градскиот парк се одржа пикник розов појадок под мотото "Силни сме кога сме заедно".